благодарност, денеска отдаваме признание на нашиот сограѓанин Љупчо Дучевски за особен придонес и создавање трајни вредности во зачувување на културата и традицијата во Малешевијата. Љупчо Дучевски ќе остане запаметен како човек кој остави неизбришлива трага во нашата културна и духовна ризница. Неговиот живот и дело остануваат вечен инспиративен пример за сите нас. Неговата хуманост, труд и посветеност продолжуваат да ги водат идните генерации. Иако денеска физички не е меѓу нас, неговото дело живее во срцата на слушателите во секоја сцена како столб на идентитетот. Со тоа, тој заслужи најголема почест да биде посебно одликуван и запаметен како чувар на народниот дух. Со својата песна, тој успеа да ни ја пренесе душата на Берово, на Малешевијата, да ја пренесе душата на обичниот човек, кој пее и тогаш кога му е тешко, и тогаш кога слави. Во знак на благодарност на неговиот придонес, Општина Берово со особена гордост му доделува пострумна плакета, која ќе ја примат членови на неговото семејство како признание на неговата посветеност за неговото дело и за неговата трајна вредност која ќе ја чува иднината. Го повикувам членот на неговата потесна фамилија да ја прими плакетата. Добар ден и мене, поздрав до сите присутни, нека ни е среќен денот на ослободувањето на Берово. Морам да кажам дека денеска сум во исто време и радосен и малку тажен. Тие што го познаваат нашето семејство знаат за што се работи. Ќе кажам дека моја чест и привилегија беше што родител како Љупчо. Сакам да спомнам и мајка ми Тодорка, со која има прекрасен брак и му беше голема подршка. И мојот брат Ванчо, прекрасна личност, која не напушти минатата година, а која знам дека најмногу од сите сега сакаше да биде присутен тука, затоа што Берово беше во срцето и душата. Љубовта на татко ми према Берово не може да се опише со зборот. Беа врзани еден и друг. Него наше доаѓање ќе ви кажеме на случка, како се доближуваме до Берово, некаде кај Гризиската пумпа, почнува да плаче. И рече: Берово, моје мило Берово. Мајка ми не реагираше ништо, таа знаеше на што станува збор. Јас и брат ми деци се гледаме што е работеле, каде доаѓаме ни, дали ова најубавиот град на светот. За него беше најубав град на светот. И во исто време беше и радостен и плачеше, може би за некои време што нема да му се врати. На крај сакам да ви посакам на сите добро здравје, да се сакате, да се почитувате, да ни живее Берово, да ни живее Малешевијата и секако Македонија.
Нека ова признание биде символ дека неговото име и дело ќе останат запишани во вечност, а неговите песни ќе бидат вечна светлина што ќе не обединува и инспирира.อันนี้คือเน็ตที่เน็ตในเน็ต